Почитувани медиуми, граѓани. Кавадаци, како и сега, ќе биде центарот на сите случаи. Затоа што овој викенд започнува вековната традиција на нашиот град Стопанско, туристичката и културна манифестација Тиквишки гроздобер 2024. На 6, 7 и 8 септември Кавадаc ќе биде поплавено со граѓани од цела Македонија и туристи од пошироко. Манифестацијата на која ние кавадарчани покрај традицијата на одгледувањето на лозата и производство на вино и ракија ќе го покажеме најдоброто од нашиот град. Она што не водеше при организацијата на оваа манифестација беше мислата дека оваа година треба да биде уште побогата, поразлична од претходните. Единствена манифестација во која секој ќе си го најде своето место и од која секој ќе понесе убави спомени и печатоци. Изложба на олтајмери, таблијада, изложба на уметнички дела, настап на детски фестивал, меморијален турнир Сестри Китеви, подготвување на најразлични специјалитети од грозје, вино и мачо, традиционални вечери на староградска песна и гостување на музички звезди од Македонија и поранешните ју простори. Со ова во приказната наречена Тиквешки гроздобер и главната карневалска поворка белекот на оваа манифестација низ годините, со учество на карневалски групи од Македонија и надвор од неа. Секој оваа прилика сакам да се заблагодарам на нашите генерални спонзори, како и на сите други општествено одговорни компании кои безрезервно не подружуваат секоја година. Што се однесува пак до безбедноста на самата манифестација, и годинава сите потребни институции и од кавадарци и на републичко ниво се организирани. Подготвени и мобилизирани се и надевам дека како и во претходните години ќе помине се во најдобар ред. Само во делот на паркинг места за вклучување околу 100 луѓе. Тука се пожарникарите за логистичка подршка да не ги набројувам, со еден збор секој си знае својата работа. Затоа што верувате дека нема поубава манифестација од таа кога знаете дека сте го направиле се за да ги остоите своите гости во најдоброто што можете и заштитите луѓето кои сте ги направиле да ви бидат чест од присуството. Градот Кавадаc, ние квадарчани широм ги отвараме вратите за сите добронамерни гости и пријатели. Да ги причекаме со грозје, добро вино и позната жолта ракија и посекуваме убаво да се поминат, за да не паметат по добро. Благодарам за сите, на оние кои на било каков начин придонесува и помагаат на организацијата Тиквишки гроздобер и на сите кои веруваат дека Кавадаc може да испиши уште една успешна приказна во чест на нашата традиција и нашето богатство, Тиквешкото поле и неговите плодови. Добро дојдовте на најубавата приказна под отворено небо Тиквешки гроздобер 2024 година, да живее Кавадаc за многу години. Јас би сакала да завршам со она што може би е најинтересно и најпримамливо, а тоа е програмската содржина. Како и секогаш ветуваме многу културни и музички настани. Започнуваме во петок од 10 часот со кошаркарскиот турнир Сестри Китеви, кој е традиционален за време на гроздоберот и секој гроздоберски ден почнува со овој турнир. Имаме возење со новиот туристички воз Гроздоберко, традиционална таблијада во паркот на Револуцијата, имаме изложби во Винскиот музеј и музеј галеријата Кавадарци. Оваа година ќе имаме и модна ревија насловена Тиквешки гламур и уметност во боите на винската традиција, во соработка со Љубица Мешкова Солак и Сербес. Додека вечерта ќе ја поминеме со настапите на Лара Иванова, Пајак и Реја. Во сабота од 14 часот е промоцијата на книгата Легенди за Тиквешијата. И имаме презентација на градска етнолошка соба во Музеот на мирис и вкус. Од 18 часот е одржувањето на Тиквешкиот белек, односно Тиквешкиот карневал, кој ќе се одржи на градскиот плоштад, традиција која датира од далечната 1960 година и на кој учество оваа година ќе земат повеќе од 800 учесници. И тоа 33 карневалски групи, односно поставки, како од Македонија, така и од цел Балкан. Словенија, Црна Гора, Бугарија, Србија и Грција. Но оваа година со задоволство би сакала да најавам дека ќе бидеме домакини и на гости од Италија, Турција и Шведска. Вечерта е резервирана за настапите на
Нашата мила кавадарчанка Милица Ризо, по неа следува Огнен Здравковски и за крај завршуваме со Милица Павловиќ. Во недела од 10 па се до 15 часот во соработка со РПМ ќе бидеме домакини на досега невидена изложба на олтајмери, автомобили кои ќе бидат изложени на улица Илинденска и представуваат основа на македонскиот автомобилизам. Од 12 часот моторели на градски плоштад, додека од 17 часот ќе има детско карневалско дефиле, во кое учесници ќе бидат над 1200 дечиња од сите основни општински училишта од Кавадарци. Вечерта први на сцена настапуваат единствените Next Time, Барбара Поповиќ и за крај вечерта ја завршуваме со Ацо Пејовиќ. Главните музички звезди пристигнуваат во Тиквешијата скромно и без некои посебни барања во нивните рајдер листи. Можам да кажам дека ќе го испочитуваат нашиот убав град и ќе бидат сместени токму овде. Да напоменам дека истовремено, додека се одвиваат овие настани на градскиот плоштад, во паркот на Револуцијата, за љубителите на староградските песни ќе има настапи на нашите најдобри локални бендови. Ќе има дегустација на храна, вино и ракија. И за прв пат на овој парк покрај нашите кавадаречки бендови ќе имаме гостувања и на музички групи од Лесковац, Србија. Многу едноставно, кој каде сака може да ги ужива благодетите на нашиот град. Верувам дека сето ова ќе биде и повеќе од доволно овој викенд сите патишта да водат кон Кавадарци. А ние, кавадарчани, ширум ги отвараме вратите за сите добронамерни гости и посетители. Да ги пречекаме со грозје, добро вино и познатата жолта ракија. Да си поминат убаво, да не паметат подобро и до година пак да дојдат. Ке имаме уште еден успешен гроздобер. Ви благодарам.